Нови обвинувања на релација кривичен суд, одбрана на ТНТ. Откако адвокатот Јовица Страшевски преку отворено писмо ги информираше медиумите дека поротничката чиј мандат истече пред Нова година си поднела неотповиклива оставка. Од кривичниот суд го обвинија дека тој лично се обидел да врши притисок врз судот. Страшевски вели дека има сознанија оти поротничката преку оставката побарала да биде тргната од сите рочишта, но била итно повикана назад. И покрај тоа што поранешната судија поротник оставката и официјално ја доставила во архивата на Кривичниот суд во Скопје, по налог на председателот на судот, таа не била прифатена, а Кочовска била итно повикана кај него со цел да се изврши притисок, да мора да присуствува на закажаните рочишта, особено за предметот ТНТ. Од Кривичен пак се правдаат дека поротничката не поднела оставка, туку се пожалила отие под притисок да се откаже од рочиштата за ТНТ. Зачудува фактот како адвокатот кој официјално е на одмор и не може да се појавува на закажани судења, денеска повторно продолжува со прозивки и притисоци, како се дозволува некој понатаму да влијае на судиите и судиите поротници надвор од судница. За случајот реагираа и од адвокатската комора. Биле информирани дека адвокатот Јовица Страшевски користел годишен одмор, со цел како што велат да ја обструира кривичната постапка. Оттаму велат дека сите докази кои ќе ги добијат ќе ги проследат до дисциплинските органи на комората. Инаку адвокатот Јовица Страшевски како бранител на поранешниот градоначалник на општина Газибаба Тони Трајковски во случајот ТНТ. Изминатиот период укажуваше дека мандатот на поротничката Кочковска е завршен и бараше од судскиот совет итно да го констатира прекинот на нејзиното работење. Наместо целата постапка да почне одново, како што наложува законот, судот за овој случај закажа продолжение на рочиштата од 13 до 27 јануари.